pesni roj, jedan pogled bezbroj sni. Нашите вонсеријски музичари со долгогодишна кариера, Дуке Бојаджиев, Исмел Лимановски, Крсте Роджевски, по 10 години повторно се спојуваат. Заеднички концерт во два дена пред македонската публика. Во вечерашното издание гостин ќе биде еден од тројцата музичари. По професија е невропсихијатар, кој работи како психофармаколог и психоаналитички терапевт во Њујорк. Но составен дел од неговиот живот, покрај медицината и музиката. За 8 години има издадено 6 албуми. Добро ден за Крсте Роджевски. Добар ден, фала ви на поканата. Роджевски, од каде ја црпите инспирацијата за нови текстови, музика и кој е спојот помеѓу медицината и музиката? Инспирацијата за музика и за текстови ја црпам од секојдневниот живот, од мојата професија. Јас се занимавам со човековата подсвест. Тоа ми е и професија, тоа секогаш ме интересирало. Ме интересираат човековите подсвестни нагони, подсвестни мотивации. Ме интересираат сршта на човековата природа. И сите мои композиции или текстови се поврзани на некој начин со таа. Се занимавам со сршта на човековата цел, постоење и што нас не прави среќни, и што е целта на ова се околу нас што го правиме. Врската помеѓу медицина и музика мислам дека има голем пресек, бидејќи двете се не се само како терапевтски, како дел, пошто двете се занимаваат со истражување. Музиката според мене е најчиста форма на уметност, бидејќи постои независно од било што. Секоја нота или звук, тоа не е нешто да опише или да направи некој документарен запис за нешто, него постои во воздухот или во собата, независно од било што, и прави некоја емоција и те носи на некое место. Во медицината имаме, например, магнетни резонанци, имаме радиологија, имаме лаборатории, на некој начин сакаме да стигнеме до некој резултат. Значи, се тоа е пат. И двете се занимаваат со човековата природа, како што кажав пред минута. И од друга страна, да не забораваме, може би е сменато сега, докторите во последните 20-30 години, начинот на кој се едуцира е премногу посветен само на научниот биолошко-биохемиски дел. Да не забораваме во 60 и 50 години, 19 и 18 век, докторите беа едуцирани и со класична уметност. Мислам, се знаеше, ако има некој мало село, имаш поп, лекар и учител. И да се биде лекар, требаше да биде, се знаеше дека човекот чита новели, дека човекот се занимава со некој дел на уметност. Значи имаше по-интроспективно, по-хуманистички пристап и кон образованието медицинско, и кон пристапот кон човековата природа, диагноза и третман. За некого животот е песна. За друг ќе рече живееме во травматски период. Како вие би го опишале собствениот живот? Во психијатрија викаме дека нашиот идентитет и нашето чувство за себе си е како кумулација на нетравматски неуспеси. Зборувам за неуспеси во смисла да се пријавиш на конкурс да не те примат, да пробаш нешто, да направиш што не си добар. Значи, кога имаш такви предизвици, мислам самиот твој карактер се формува на многу интегриран начин. Во мојот живот јас имав, како да ви кажам, не беа тоа травматски искуства, него имаше големи, на моменти имаше некој како енергија која се требаше да излезе од мене и јас сакав да го направам тоа во простор и во место каде што ќе можам тоа да го оформам. Например, сакав да бидам дел од некоја поголем контекст, дали тоа е музички, дали е тоа медицински. И мојот живот бив привилегиран, имав многу добри професори, имав добро фамилиарно искуство, имаше поддршка од пријатели, така да мојот живот мислам дека имав убаво искуство, меѓутоа таа доза на некоја нетравматска лутина или мотивација ми помогна да се не знам, да се тргнам од некои племенски конфликти или спреги кои
Mnogo je teško da se napravi, mislim, vo sredina kako što je, na primjer, Bitola ili Skopje i tako natamo. Ne možem da stana crna ta zemlja golema težina. И покрај тоа што имаме богата македонска култура, музика, јазик, идентитет, зошто се уште по 3 децени се преиспитуваме кој сме, од каде сме, зошто има потреба дополнително ни допрва да се осознаваме? Па да. Видете, според мене, неиспитен живот не вреди да се живее. Мислам, сега малце звучи радикално, ама ние сме млада нација, тоа го прават и нации кои што се многу не по-стари, ние сме сепак стар народ, нормално стар идентитет, стара култура, стар јазик, меѓутоа како држава постоиме 30 години, се уште сме како на некој начин како адолесценти. А за преиспитувањето е потребно, бидејќи кај нас постои, не знам како да се изразам, постои некој како интелектуална пустина, според мене. Знаете, имаме премногу самоуверени псевдоинтелектуалци, имаме премногу не постои срам, кој според мене е револуција. Мислам да се искуси срам, тоа значи да се биде како мачка која ќе се тргне пред да скокне, бидејќи не постои некој надворешен или внатрешен систем на преиспитување. И затоа е премногу важно да ние поминеме еден период каде што ќе се преиспитаме во смисла, знаете, во психијатрија на првите интервјуа го прашуваме пациентот кои сте вие, како се опишете ли, кажете ми од каде сте, што е нешто уникатно за вашиот идентитет. И нечија нарација знае да биде многу фрагментирана, многу испрекината и неедноставно нема да знам кој е човекот што се опишува пред себе си. Ние како народ се уште се истражуваме во смисла од каде сме, кои сме, тоа што го спомнавте вие, до каде сме и каде ќе одиме, бидејќи постои таа внатрешна несигурност. И се тоа што гледаме околу нас уствари е проекција на нашата внатрешна несигурност. Дали тоа туркање за лични карти, дали тоа контейнер со ѓубре, дали се тоа изгорени сандачина во влесна зграда, тоа е внатрешен свет. Тоа нема врска со политика, тоа нема врска со која партија, тоа нема врска со дали е оваа телевизија или таа телевизија. Тоа е со внатрешен идентитет, што кај нас се уште не е изграден. И затоа таа потреба за преиспитување премногу, не само што мислам ние знаеме да зборуваме дека се преиспитуваме, меѓутоа не знам дали се преиспитуваме. Например, во Македонија не постои психоаналитички центар. Ружевски, екзистенцијална криза, сиромаштијата, отугеноста, како да ги зголемија психолошките кризи. Како рамнодушноста, депресијата, апатијата влие врз општеството и врз индивидуата? На многу повеќе, значи не знам од каде да почнам, тоа е многу повеќе слојно прашање, битоа на крајот на денот депресијата и апатијата го прави човекот да се осеќа социјално импотентен, да се осеќа пасивен, да се осеќа беспомошен. И таа беспомошност се гледа насекаде. Мислам, поготово во транзициони општества, поготово како што сме ние. Во Македонија мириса на депресија. Мислам, тоа не го кажувам со гордост некоја, јас сум македонец, јас имам тука пријатели, фамилија. Постои една беспомошност, секоја самата нарација на која луѓето разговараат околу проблем. Тие се идентификуваат со траумата, не се идентификуваат со околу траумата, нема агенција во нивниот говор. Значи не постои како ќе се реши проблемот, туку сите се седи во едно место каде што се чмаи, каде само што се повторуваат работи кои на нас ни пречат, без да се промени нешто. Тоа е како адолесцент кој се самоповредува. Ние сме влезени, кога депресијата ќе влезе и апатија ќе влезе во дневната соба, ние правиме работи со кои се самоповредуваме за да се осеќаме живи. Мислам дека секој народ ги заслужува своите политичари. Јас не делам народ и политичари. Политичарите се одрас на народот.
solzi radosni, noćva me obleva so sjaj. Следите трин гостин во емисијата Крсте Роджевски, музичар, невропсихијатар. Господин Роджевски, пронајдов едно ваше постаро интервју во кое меѓу другото ќе констатирате не сум оптимист за следните години. Ама долгорочно сигурен сум дека ќе има позитивни промени, бидејќи алтернативата е да не снема. Нагонот за преживување ќе се разбуди. Сме имале и вакви циклуси во историјата. Јас сум песимистички оптимист. Песимизмот го гледам како само критика и според мене, пошто работам во доменот на расстройство на личност и карактерна патологија, според мене тоа е најголемата закана за човековиот род. Карактерни патологии во смисла социопатија, нарцизам, мислам се дека тоа е уствари причината зашто ние имаме војни, зашто имаме глобално затоплување, зашто имаме геноцид, зашто имаме економски кризи. Тоа се мал процент на луѓе со социопатија кои сакаат моќ. Значи, тоа е песимистичкиот дел. Оптимистичниот дел е дека ние сепак имаме нагон за преживување и дека по еден циклус на мазохизам, самоповредување, дека ќе се разбудиме. Има само некоја фаза на стагнација, според мене. Тоа е оптимистичниот дел. Дека сепак, не знам тоа како ќе се случи, дали тоа ќе биде 5, 10, 20, 30 години, али имаме млада генерација која размислува бистро и кога ќе излезе од собствените спреги на социјална анксиозност и дисконект кој постои моментално и во наредните 20 години можеби ќе сигурно повеќе постои, бидејќи гледаме во психијатрија 20-30% поголема патологија кај младин што не постоеше пред 30 години, директно инфлуенцирана од социјални медија и интернет и притисок и тоа што го кажав, отсуство на нетравматски неуспеси, што се многу важни во формирање на личност, бидејќи родители и самото општество ги заштитува младите од неуспех. Значи, неуспехот е многу важен во формирањето на личноста. Кога тој период ќе помине, мислам тој оптимистичниот дел што го спомнувам во интервјуто ќе се разбуди и дека тоа се луѓето кои зборуваат за глобално затоплување, војни сите викаат леле земјата ќе пропадне, земјата нема да пропадне, човековиот род ќе пропадне, земјата ќе биде окей. Ќе земе уште 100 билиони години, ќе се реставрира, али ние нема да постоиме. Роджевски, дел од вашите колеги, лекари, ќе констатираат дека за македонското здравство има диагноза. Ако е така, се поставува прашањето: кој е лекот? Со америчка диоптрија прво што се приметува во македонското здравство дека имаме добри лекари. Значи јас имам колеги со кои заедно студирав, плюс 5-10 години, знам дека има многу компетентни лекари, дека имаме потенцијал огромен. И ја познавам на 20-30 лекари од моја генерација плюс минус 2-3 години кои се на многу значајни места низ цел свет. Дали тоа е клиничка, дали е фармаколошка, дали е научна функција. Значи, што се однесува до фонд на знаење и зборувам до 90-те, јас завршив медицина во 99-та, така да не знам последните 25 години, зборувам за 80-90 години, тоа беше ригорозен курикулум со многу добри лекари, многу добри професори, кога нашите лекари едноставно немаше никаков проблем да одиш во Лион, например, или во Стокхолм и за 2 недели да се комплетно вклопен во клиничкиот процес на болницата. Кај нас проблемите се социјални, значи не е тоа до фонд на знаење, меѓучовечки односи, самото присуство на корумпираност, непотизам, отсуство на меритократија, тоа е малигната клетка во македонското здравство. Немање на лична одговорност, и едноставно тоа што го праш првото прашање, таа апатија, депресија едноставно го срозува македонскиот лекар, бидејќи ја губиш таа мотивација ако се појавиш ти на работа и ако гледаш 10-20 пациенти на кои им помагаш и на крајот на денот не осеќаш дека некој се грижи или ти даде као фидбек дека ви благодарам или лична
Лична или професионална сатисфакција? Сатисфакција или не е само за сатисфакција, едноставно да бидеш Ценет. to have a recognition, да се спознае, да не зборувам дека треба да имаш сертификат, диплома или плакат или дека секој ден да се заблагодарува. Таа е наша професија, треба се појавиме, треба да ги гледаме нашите пациенти. Меѓутоа, нема никогаш, ова е таа реченица што сакам да ја кажам, дека додека ние имаме политика во здравство и образование, ние нема да не биде. Со восхит зачуден гледам, по твојата сенка над зидом, се ми е матно, до балчак златно и сега неке крај. Роđевски, ќе завршам повторно со она за што почнавме за музиката. Бевте дел од филмот на Столе Попов. Дали ни е до Балчак? Прво, до Балчак тоа е музика на Дуке Бојаджиев, јас само пеев на една композиција, тоа е негов кредит. А до Балчак, мислите ситуацијата како викаат србите, дотакли смо дно, али још копамо, имаме уште малце простор за паѓање, пред да ќе треба уште малце, мислам дека уште малце ќе се регресира, додека на луѓето ќе им прекипи и ќе се направи таа емотивна и интелектуална револуција, првен внатрешно, после надворешно. Каде води тоа? Тоа води во една похармонична држава која може и мора да постои едноставно. Навистина, јас поминувам премногу време со американци во Америка, амерички колеги, код кои многу биле, дали се тоа музичари или лекари, многу од нив биле во Македонија. И кога ќе ги прашаш како беше во Македонија, не пред медиуми или за телевизија кога има некој така зад камерите, и сите кажуваат дека тоа е прекрасна земја, дека имаме многу убава природа, дека имаме огромен потенцијал, ама се приметува мрзливост, корумпираност и сексизам. Тоа мене ми го кажуваат луѓе лично. Тие се работи кои таа револуција треба да постои кога тие први три работи треба ние да ги средиме. Не зборувам за револуција со бајонети на плоштад, зборувам за внатрешна револуција, емотивна револуција и интроспективна револуција, каде што кога ќе застанеш на крајот на денот, кога ќе се запрашаш себе си дали нешто јас денес направив, да допринесам за било што, да можеш да спиеш. Крсте Роđевски, благодарам за гостувањето во емисијата. Немам проблем. Следете разговор со Крсте Роđевски, музичар и невропсихијатар. Кратка пауза и продолжуваме понатаму.